Почитуван председател на владата на Република Северна Македонија, господин Ковачевски, почитуван министр за транспорт и врски, господин Бечварски, почитуван заменик директор на јавното предпријатие за државни патишта, господин Трпевски, почитувани пратеници, почитувани градоначалници, почитувани присутни, почитувани медиуми. Денеска имам задоволство како прв човек на јавното предпријатие за државни патишта, заедно со највисоките представници на владата, да го пуштиме на употреба реконструираниот и модернизиран магистрален пат Куманово-Страцин. Овој патен правец е од исклучителна важност, најнапред за граѓаните кои гравитираат на овој регион и кои секојдневно од сега ќе можат да ги уживаат придобивките на една безбедна и сигурна и модерна сообраќајница. А потоа и за сите наши граѓани и патници, намерници за тоа што ова патна делница економски, политички и општествено не поврзува со соседна Република Бугарија. Задоволство е уште поголемо и заради фактот што ова делница е дел од Коридорот 8, со што слободно можам да констатирам дека успешно модернизираме патна делница која што е дел од Европска коридорска патна мрежа. Сите тука заедно денеска се уверивме во квалитетно изведените работи на магистралниот пат, од што граѓаните веќе ги уживаат придобивките од завршените активности. Инако, реабилитацијата на магистралниот пат Куманово-Страцин се одвивуваше во две фази. Првата фаза на изведба беше од Куманово до село Војник, во должина од 15,2 км, во вредност од 4,7 милиони евра, средства обезбедени од ИПА-2 фондовите и дел од средствата на ЈПДП. Во втората фаза беше реабилитирана делницата од Војник до Страцин, во должина од 16 км, со вредност од 7,4 милиони евра, пари обезбедени од преку јавното предпријатие за државни патишта. Или вкупно беа реабилитирани 37,2 км, со вкупна вредност на проектот од 11,8 милиони евра. Градежните работи беа завршени при крајот на минатата година, а во текот на ова се изведува завршните работи поврзани со сигнализацијата, поставувањето на заштитна одбојна ограда и слични активности. Почитувани, во оваа прилика би сакал да потсетам дека во 2020 година беше реабилитиран и реконструиран патот од Рамковце до Крива Паланка во должина од 21 км. Во моментот на овој потек се гради и експресниот пат Крива Паланка Главочица Страцин, како и реконструкција и реабилитација и доградба на една лента на државниот пат Крива Паланка Девебајр во вкупна вредност од 74,5 милиони евра и вкупна должина од речиси 39 км. Со овие активности уште еднаш ја демонстрираме определбата на владата на Република Северна Македонија и на јавното предпријатие за државни патишта, како директно надлежен субјект за реализација на амбициозната програма за изградба, модернизација, реконструкција и реабилитација на патна мрежа низ целата држава. Заедно со отпочнувањето на активностите за заокружување на Коридорот 8 и Коридорот 10D, ќе си дадам за слобода сите овие засилени активности да ги оквалификувам како градежна револуција во сообраќајната патна мрежа во нашата земја. Ви благодарам. Të nderuar të pranisht, kam kënaqësinë si njeriu I parë I ndërmarrjes publike rrugët shtetërore, që së bashku me përfaqësuesit më të lartë të qeverisë së Republikës së Maqedonisë, me kryeministrin Kovacevski dhe me ministrin e transportit Boçfarski, të jemi këtu për të lëshuar në përdorim rehabilitimin e kësaj pjese të rrugës nga Kumanova deri në Stracin, që kemi bërë një rehabilitim të gjithë përfshirshëm, me çka edhe ne u verifikuam vetë të gjithë këtu që jemi prezent për kualitetin e realizimit të këtij aksi rrugor
i cili tash është shumë i sigurt, shumë modern dhe me të gjitha pajisjet e sinjalizimit për shka është shumë më i sigurt për lëvizjen e qytetarëve dhe të transportin e të gjitha mjeteve transportuese. Gjithashtu kam kënaqësinë edhe më të madhe se kjo pjesë e rrugës së rehabilituar është pjesë e korridorit 8 me çka ne dal nga dal po vim dhe përmbyllim komplet ndërtimin e korridorit 8, i cili është korridor evropian me çka do të kemi mundësinë të bëjmë lidhjen mes lindjes dhe perëndimit. Me të gjitha këto aktivitete që i ka në programin vjetor ndërmarrja publike e rrugës shtetërore, me të gjitha ndërtimet e rrugëve të reja, me të gjitha rehabilitimet dhe rekonstruimet e rrugëve, mund të them se kemi një ofenzivë të jashtëzakonshme ose milioni që të shpall edhe revolucionin e ndërtimit të infrastrukturës rrugore në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ju falenderoj shumë.